Добре дојдовте на Слободен печат. Моето име е Александра Вуксановиќ. Започнуваме со поинакви вести. СДСМ лаже. Мојата влада изгради половина од патот Фариш-Дреново. И покрај тоа што никој не го гледа. Поранешниот премиер Никола Груевски, кој е во бегство, од време на време знае да напише некој Facebook статус. Овој пат тој реагира на објавата на СДСМ дека во нивно време завршила 90% од работите на експресниот пат Фариш-Дреново. Нивната изјава тој ја нарече лага. Немам податок колку во оваа година завршила актуелната влада на ВМРО-ДПМНЕ, но знам дека владата која јас ја предводев заврши околу 40 до 50% од градежните работи, откако претходно 3-4 години макотрпно ги заврши сите подготовки за почетокот на градбата, рече Груевски. Во фабрика во близина на Кавадарци се одвива интензивна пренамена на воени оклопни возила во противпожарни машини во пресрет на сезоната на шумските пожари. Фотографии од процесот беа објавени на социјалната мрежа од групата Македонија, предизвикувајќи голем интерес во јавноста. Станува збор за поранешни војнички оклопни транспортери, на кои се монтираат резервоари за вода со капацитет од 6000 литри. Дел од возилата се веќе бојадисани во препознатливата портокалова боја, што ја користат противпожарните служби, и наскоро се очекува нивната официјална промоција. Покрај БТР возилата се работи и на пренамена на 2 поранешни Хермалина од Министерството за внатрешни работи. Директорот на Управата за заштита и спасување Стојанче Ангелов неодамна изјави дека за ефикасна работа со шумските пожари се неопходни теренски противпожарни возила, особено за тешко пристапните подрачја. И бидете внимателни сега. Откажете ги сите дружби на планина кои ги планиравте периодов, бидејќи од денеска стапи во сила забрана за движење во шумите и ќе важи до крајот на август, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На физичките лица кои ќе се затекнат да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шумите, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Вчера вечер се запали галијата на Вардар кај хотел Holiday Inn во центарот на Скопје. Веднаш интервенираа противпожарните служби за гаснење на пожарот. Причината била само материјална штета. Дополнително ќе се утврдува причината за пожарот. Во Скопје денеска се одржува лидерскиот самит на Европската Унија и Западен Балкан, посветен на планот за раст, кој ќе биде можност за евалуација на постигнатиот напредок и дефинирање на следните чекори за зајакнување на европската интеграција на регионот. На самитот, чиј домаќин е премиерот Христијан Мицкоски, учествуваат еврокомесарката за проширување и добрососедска политика Марта Кос, лидерите од Западен Балкан, како и министри, високи представници од Европската Унија, регионални организации и меѓународни институции. Данска денеска го презема председателството со Европската Унија, со приоритет безбедноста на континентот, а особено спроведување на зголемувањето на трошоците за одбрана одлучено на неодамнешниот самит на НАТО. Данска е една од земјите што особено ја поддржува Украина. Во својата програма за безбедна Европа, данското председателство исто така става висок приоритет на справувањето со нерегуларната миграција, ветувајќи нови и иновативни решенија. А дали ќе влијае на евроинтегративниот пат на Македонија, ни останува да видиме. Во Македонската агенција за вработување се евидентирани 94.371 активни баратели на работа и уште 44.457 невработени, или вкупно 138.828 невработени лица.
Со стапка од невработеност од 11,7% во првиот квартал од годинава, се уште имаме поголема невработеност од земјите во регионот. Таа во Србија е 9,1%, а во Албанија 8,7%. Со овие земји како дел од отворен Балкан имаме можности за пристап на единствениот пазар на труд. Но овој проект на слободна мобилност на пазарот на труд меѓу трите земји предизвика речиси незначителен интерес. Она што се уште привлекува голем број наши сограѓани е сезонската работа на море, која всушност значи ангажман од половина година. Прочитете повеќе од Весна Дамчевска. И пазете сега, замислете да ви стигне известување дека сте станале милионер на некоја игра на среќа и одма потоа попуневажи. Ова им се случило на неколку граѓани на Норвешка, кои само на кратко мислеле дека станале милионери откако добиле известување од државната компанија за игри на среќа во кое се велело дека освоиле неверојатни суми, се додека не се покажало дека се работи за грешка. Компанијата имала грешка при конверзацијата од евроценти во норвешки круни, што предизвикало износите да станат високи. Извршната директорка се извини и поднесе оставка еден ден потоа. Што се случува кога ќе се обидете да дадете бакшиш на роботско такси на Тесла? Тесла конечно ја лансираше својата услуга роботакси во Остин во неделата, а корисниците брзо забележаа еден хумористичен детаљ што го насмеа интернетот. Апликацијата има стандардни функции како што се оценка на возењето и коментар, но и нешто што изгледа познато како копче за бакшиш. Сепак, кога ќе се обидете да му дадете бакшиш на самоуправувачкото возило, апликацијата ве поздравува со пораката "Се шегувам" и слика од Cyberpunk Ash. Видеото од моментот стана хит на социјалните мрежи, а Елон Маск го сподели со коментарот "Мораше да биде. Ха-ха-ха". Услугата роботакси на Тесла би можела целосно да ја промени оваа индустрија и да ги загрози работните места на милиони возачи. Можеби затоа компанијата одлучи да се пошегува за бакшишот, затоа што кога нема возачи, нема потреба од нив. Нова тензија меѓу Доналд Трамп и Илон Маск. Без нашите субвенции, Маск би морал да се врати во Јужна Африка, кажа Трамп. На оваа изјава претходи критикувањето на Маск. Тој одново го критикуваше законот за буџетот, за кој моментално се дебатира во Сенатот. Илон може би има добиено повеќе субвенции од кој било човек во историјата, но без нив тој веројатно би бил принуден да ја затвори својата продавница и да се врати во Јужна Африка. Нема веќе лансирање ракети и сателити. Нема производство на електрични автомобили. Нашата земја би заштедила богатство, вели американскиот претседател. Ќе изгубат на предизборите следната година, макар тоа било последното нешто што ќе го направам на земјата, кажа Маск, повикувајќи на формирање нова политичка партија во САД. Светот во септември го добива својот прв светец миленијалец, кој беше божиот инфлуенсер Карло Акутис. Канонизацијата на Карло Акутис, тинејџер кога многумина го нарекуваат првиот католички светец на дигиталното доба, ќе се одржи на 7 септември, објави папата Лав 14 во петокот. Покојното момче, кое почина од леукемија во 2006 година, на 15 годишна возраст, користеше компјутерски вештини за ширење на верата и до неговата смрт управуваше со веб страниците на Миланската епархија, а подоцна и на Ватиканската академија. Веќе прогласен за благословен од католичката црква во 2020 година и божи инфлуенсер или киберапостол, Акутис го помина поголемиот дел од својот краток живот ширејќи ја католичката вера на интернет. Сега тој привлекува нови генерации аџии на своето почивалиште. Непосредно пред неговата смрт го заврши развојот на веб страницата за следење на локациите на пријавените католички чуда низ целиот свет. Роден е во Лондон на 3 мај 1991 година. Неговите родители се италијанци и тој пораснал во Милано. Празниците ги поминал во вториот дом на семејството во Асизи, а починал во Монца во северна Италија. Неговото семејство е богато и не било религиозно, но тој бил посветен на верата уште од младоста.
Екстремна топлина ја погоди Јужна Европа, а температурите достигнаа рекордни 46,6 степени Целзиусови во Португалија и предизвикаа предупредувања за вонредни состојби низ целиот континент. Речиси целата територија на Франција е ставена во состојба на тревога, додека властите во Италија, Португалија, Грција и Турција издаваат здравствени предупредувања и активираат служби за итни случаи. И кај нас не е ништо подобро. Деновиве едва и се дише. А само 10 дена откако сме влезени во летото. Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер вдолж повардарието, повремено засилен ветер од северен правец. Температурите ќе бидат во постепен пораст, особено од четврток и за време на викендот, кога дневната температура насекаде ќе биде над 30 степени Целзиусови, а наместа ќе достигне и до 40. А дали купувате месни производи во летниот период? Во услови на високи температури и топол месец. Опасноста од труење со храна расте, особено кога станува збор за месни и млечни производи. Салмонелата е бактерија која често се јавува во лето и може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Слободен печат ги праша граѓаните дали купуваат месни производи во овој период, колку се внимателни при изборот и дали се свесни за ризиците поврзани со салмонела. Дали купувате месни производи? Генерално купувам, меѓутоа не су во месната, обично гледам свежо месо да купувам. Не јадам месо. Не јадете месо? Како се одлучивте да не јадете месо? Онака. Ништо посебно, подобри ми се овие другите работи. Да, купувам. Како кога, да. Купувам за децата, да. Па, многу слабо. Зошто? Па прво, не го сакам месото. Заради тоа, повеќе сакам вегетаријанска исхрана. Па ретко. Понекогаш. Не многу, ама да. Да, Каде? во Камаркет. Па во месара, да. Во супермаркети, да. Па во месариве, да, по маркети. Во Веродол. Сара или од моловите, оние поголеми маркети кои што имаат месари. Обично тоа се реномирани месари. Па обично во Микс Свети Николе и во Адагрија Велес во Джевахир. Месара. Во месара претежно. Дали сте запознани со ризиците од салмонела? Сега, делумно да. Па слушам. Како не самата бев жртва пред него 25 години. И тоа не ја добив од месо, туку ја добив од алпска супа, онаа со полжавчиња на времето што беше. Значи, и ја и моето помало дете, тоа толку тежок облик на салмонела, што помалиот син доби, панкреасот му се заболи, остана со вечен проблем, пати сега од низок шекер. Да. Да. Нормално дека сум запознаена. Да. Да. Сигурно тоа е бактерија која ќе навлезе во организмот, тешко се лечи. Да, секако да. 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 Дали сте чуле за салмонела? Дали знаете некој кој добил салмонела? Не познавам никој, ама знам што е салмонела. Па да, внук ми пред некоја година. Како ја добил? Па сигурно
од градинка, така пошто идеше во градинка, предпоставуваме дека од таму. Не се сеќавам сега, ама сум слушнала, не ми текнува. Не. Па не. Па не. Не. Познат не. Не. Па не, во моето окружување нема. Лично мој пријател не, меѓутоа читаме дека се случува, да. Ви благодарам што погледнавте уште едни поинакви вести. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.